Бајколент. Аудио бајки. Пештерата што зборуваше. Еднаш одамна, еден голем силен лав ловеше цел ден, но не успеа да улови ништо. И така, талкаше по бескрајната савана и си се жалеше самиот на себе. Вес ден ловам, со сите сили, со сета моќ, ама изгледа ке си останам гладен оваа ноќ. Кога минуваше крај една пештера, му дојде една идеја. Сигурно некое животно доаѓа во неа да спие. Ке си почекам стрпливо, скриен внатре да дојде, па ќе го зграпчам. Ке нема кај да ми се скрие. И така, лавот влезе во пештерата и чекаше. Тоа му беше паметен потек, затоа што пештерата беше дом на чакалот, кој само што сонцето зајде, се врати во својата пештера за да преноќи во неа. Меѓутоа, додека се приближуваше до влезот, чакалот почна да се сомнева. Имаше траги од големи шепи кои водеа во пештерата, но немаше траги кои излегуваа од неа. Чакалот воопшто не беше глупав и си помисли: сигурно има некој во пештерата, во мојот дом мил. Може би некој грабливец страшен во неа се скрил. Меѓутоа, чакалот имаше и план како да го истера на трапникот надвор. Зеде длабоко воздух и почна да вие најгласно што може. Пештеро моја драга, имаш ли гости да ми кажеш? Дал да влезам и да се одморам, ама да не ме лажеш? Кога ги слушна зборовите на чакалот, лавот се изненади. Дали пештерата умееше да зборува? Ако умееше, зошто не одговори? Може би молчи зашто јас сум внатре, си помисли. Во меѓувреме, чакалот продолжуваше да вие. Пештеро моја драга, зошто молчиш и не икеш да ми кажеш? Може ли да влезам и да се одморам, ама да не ме лажеш? Ох, не. Ако пештерата му каже дека се кријам во неа, ќе се збогувам со вечерата моја, си помисли лавот, додека чакалот упорно продолжуваше. Пештеро моја мила, зошто молчиш, зошто траеш? Збогум да ти кажам тогаш, ќе морам, така да си знаеш. Тогаш лавот реши дека мора да направи нешто за што чакалот ќе си заминеше. Затоа се накашла и со најрапавиот можен глас рикна кон влезот на пештерата. Слободно влези и одмори. Што ќе јадеш? Сама сум, гости немам. Вистина е, не те лажам. Чакалот веднаш го позна ужасниот рик на лавот и си се пофали самиот што не влезе во пештерата. Беше многу подобро да ја мине ноќта на закривените јазлести гранки, отколку да се врати во своето удобно дувло и да заврши во устата на страшниот лав. И така му одговори: благодарам, но вечерва на друго место јас ке спијам. Небото е ведро, а свежиот воздух ми годи, па негде надвор легло ке си свијам. Потоа отрча со сета брзина во грмушките. По кој знае кој пат чакалот беше предпазлив и се спаси од канџите на страшниот грабливец. Приказната заврши, но авантурите продолжуваат. Претплатете се за да ја откриеме следната приказна заедно.